ден голем ова и фактички веќе влегуваме во 2018 година. Тука има записник, може секој да го покажеме. Во 2018 година, тоа мислам дека е февруар месец, ние имаме 2-3 гостувања таму, како да се искристализира отпорот, да веќе нема такви меѓусебни расправи, за да се бориме конечно за унитарна Македонија. Меѓутоа и од тоа не види тоа јалова идеја, јалови дебати, дискусии и произлезе финта дека ќе реално ќе се потпише Преспански договор и дека веќе се наслутуваше контурите на тоа, дека ќе дојде Меркел, ово и оно и кажам нас ќе не стиснат, ние сме мали никакви, кои сте бе вие, и ќе потпишат они Преспански договор и тоа е веќе јасна ситуација. И од тука веќе почува од февруар, март негде. Март имав јас еден, го знаат луѓе, може да го најдат на мреживе на Facebook, обраќање на одбина, на која што беше таа на Сум протест, не беше многу посетен, меѓутоа за разлика од овие сегашни беше врх 5000 имаше луѓе и кажав тогаш прв пат дека се најавив идеја како бойкот. Сега дека може да има. Ако случајно се распише референдум, зашто многу луѓе не верува. Каков референдум не ќе да разговарат? Каков Преспански договор? Тоа нонсенс бе. Тоа треба да се запали, да влезат повторно собрание и како тогаш ние ги убедувавме фактички бе луѓе гледате што се деши со собрание. Да сте нормални, дали какво собрание какво. Меѓутоа многу луѓе валјда тоа утешение е грешно име. Да кажеме се утешуваат себе си за минатите грешки дека нема да се потпише тој договор, дека нема никој пат преспа да се случи. Па и да се случи кај ќе купат пратеници, кај тоа е глупо, кој Европа гледа кај ќе носи Европа, ние сега балкански методи да купуваме пратеници од затвор да ги вадиме и тие работи така на токму Европа предложи балкански методи. Така и тука се насети многу луѓе тогаш веруваат, јаки патриоти, македонисти класични, дека како и да е, што и да е, тогаш се уште ВМРО, ние сега стоиме на ставот дека тоа е ДПМНЕ, тогаш се уште ВМРО, дека ќе превземе нешто и нема да дозволува, ќе излезе на улица, ќе направи општ бойкот, општи барикади, блокади, кај знам, се заговара поворки, се заговара, меѓутоа ништо тоа не се направи. И на тој втор мој, мислам дека април месец беше, втор протест го правевме заедно со Млади за Македонија и други некои тврдокорни организации, не знам кој беа. И она што е интересно, дека јас прв пат тогаш ја зародив таа идеја, ама таа не е моја идеја, таа општо ја тогаш ја разговаравме во Сум, дека фактички јас тоа малце поетски го искажав, двете крила на орелот, јас им реков што ако разговараме за две крила на иста птица. И они ми рекоа како мислите на иста птица? Ја реков на иста птица е белоглав орел кој што свил гнездо на калето. Зборуваме за лево и десно крило луѓе. И тогаш многу луѓе ми замерија, лично се расправаа со мене, се испокаравме и така натака и така натака. И тоа јас ова реченица и ова моја идеја јавно ја обзнанив на митинг пред 5-7 илјади луѓе, кој знам колку. После